Денес замислете се охрабрив да направам торта. Знам, ова може да биде на крајот една голема хаварија. Речи си, никогаш не правам торти. Ама навистина никогаш. Имаме прекрасни сладкари и мајстори кои може тоа да го направат, ама јас денеска решив да се обидам како еден предизвик. Тортите кои се прават од оние нашите тенки пандишпани во кои треба многу внимание, трпение да се вклучи, па не знам убав некој начин на филување кремови, јас не би можела да ги направам. Не дека не сум пробала, ама не изгледа и не е вкусно како што треба, па затоа решив да направам една моја каваница. Бидејќи наедноставно ми е, знаете, сум ви покажувала до сега различни благи рецепти и солени мафини кои се прават со пециво и најлесно ми е да ги направам на тој начин. Денеска решив да ви покажам, ќе ја наречам сунгер торта со сите прекрасни сладки работи на витаминка. Ќе направиме пандишпан, ќе направиме еден убав крем и внатре ќе го наполниме со бисквити, со брусница, со се и свашта, се што имаме тука и на крајот ќе добиеме еден голем куп, една ќе наречеме рустична торта, затоа што не можам да се нафатам од старт да направам нешто подобро. Ни треба еден миксер, јас имам стоечки на горење и внатре ќе ги ставаме сите работи една по една. Имам 2 јајца. Ќе ги сматам прво белките и ќе ги трнам на страна. Ова знам да го правам. Ете така. Белките ќе ги префрлиме. Радо би си го излижала сега сето она што остана на перките, меѓутоа на камера сме, не смееме тоа да го направиме. Секогаш го правиме сите дома, да не се лажеме. Кога се прават торти, вака изгледа. Готови се кога може да ги превртите, а ништо да не истече од нив. Тоа дури и јас го знам. Ќе ги префрлам во една чинија да ме чека да ги соединиме со останатите состојки. Ги изматив посебно белките, заради тоа што сакам да имам баш сунгерасто тесто, пораснато. А другите состојки кои ќе ги направиме, измешани со белките, со пецивото, ќе ни направат прекрасен пандишпан. Само да измијам чинијата и веднаш се враќам. Следно ќе продолжиме со останатите состојки кои ни се потребни да го направиме тестото. 2 жолчки одат натре. Благо само да се промешаат. И ќе почнам да ги додавам другите, бидејќи ми треба малце поголема количина. Имам една шолја јогурт. Да, јогурт. Имам малку екстракт од ванила. Имам 200 грама кафеав шекер. Малку да се соединат. И имам 200 грама бел шекер.
последната состојка која ќе ја ставам во ова тесто е однапред подготвено еспресо. Тука имам околу 200-250 мл. Ставете го. Нема апсолутно да го имате мирисот на кафе, ама ќе имате нешто што ќе ве заголицка во позадина. Што е тој вкус кој го имате во тортата. Уште еднаш промешајте. И додадете 250 грама брашно, малку по малку, за да не направите облак во кој ќе се угушите. Не си го послушав сопствениот совет. Откога убаво ќе се соединат, додадете еден прашак за пecivo на витаминка и една лажичка сода, исто така на витаминка. И оно што последно ми фали во оваа торта се 2 лажици какао. И следи кафеавиот облак. Мојата торта проба да мигрира. Но, како што кажав, ова е мојот обид и се надевам ќе бидете нежни во вашите коментари. И ќе ми помогнете да научам, можеби ќе се заљубам и во сладкарството, не знам. Белките се тука и полека ја додавам смесата внатре. Ако сте дома лижнете, мириса е превкусно. И со шпатула, ова дури јас го знам, треба полека, внимателно да измешате. Гледав една сладкарска емисија и како совет, она што можам да ви го пренесам и го употребувам секогаш кога правам кукис на путер колачи или кога правам вакво баш сунгирасто тесто, е дека ние, нели од ние што сме лаици, што не знаеме како тоа го прават вистинските сладкари, правиме неколку грешки. Едната грешка е тоа што кога имаме пена од белки, имаме тенденција да ја преработиме кога ја мешаме со другите состојки, а целата поента на користење на белки е да се добие екстра сунгераста смеса на пандишпанот и затоа најнежно на светот, без да ги уништите облачињата од пена, треба да ги соедините другите состојки. А кога правите путер колач или било како тврдо тесто, најважно е времето и времетрењето на обработка на путерот со шеќерот. Треба да им давате доволно време за да се случи, сам дека го употребија терминот емулзификација, односно да се спојат сите состојки кои се во путерот со шеќерот и да се направи баш совршена путер смеса за тврдо тесто. Се надевам да научив нешто. Тоа. Еве како изгледа. И на
плех на кој ќе ставам хартија за печење, ќе го намастам малце, ќе го истурам целата смеса и оди во рерна на температура од 180 степени, а не можам да ви кажам колку време. Она што го знам како техника е дека е готово секогаш кога ќе ставите чепкалка за заби, на средината на тортата ќе извадите и на незе нема никаква содржина. Тоа ќе биде моето време и совет денеска кој ќе ви го дадам. Ставам малку масло само за да не ми се залепи хартијата. Веројатно повторно неискуство. Мајка ми е професионалец во правење на торти, не ја бивам многу за солени работи. Тие ги правам подобро од незе, но торти и благи работи прави совршено. Истурете целата смеса. Додека пандишпанот се пече, ќе се обидам да го направам кремот. Избрав наједноставната верзија на светот и тоа е путер крем со ванила пудинг. Верувам дека сите вие кои знаете да правите торти го користите ова како основа за да направите фил. Јас ќе искористам еден цел мегле путер, растопен на собна температура. Ќе го ставам прво да се размати во миксер. И ќе му додадам 250 до 300 грама шеќер во прав. И полека ќе почнам да додавам шеќер во прав. Секако придружено со облак. Ќе го соберам од страните. Значи додадов околу 250 до 300 грама шеќер во прав. И последната состојка која ја имам е пудинг на витаминка од ванила, сварен е, значи еден пудинг е сварен во околу 150 мл, 200 мл млеко. Намерно е така направен за да биде цврст и дополнително да го збогати вкусот на кремот со ванила. Баш треба, еве, оваа треба структура да ја имате, значи цврсто.
Не треба да биде мек пудинг, онаков кој го користиме за јадење. И нашиот крем е готов. И изгледа така. Следно што ќе направиме е она што сакам да го искористам внатре во кремот. Имам неколку производи од сладката палета на Витаминка. Имам интегрални бисквити, имам малку конфлекс, купив прекрасно маршмело и сува брусница. Ќе направам неколку скршени топинзи, ајде така да ги кажам, и на секој слој ќе искористам различен. Најпрви конфлексот. Ставете малку. Скршете го на покрупни парчиња. Тие треба да бидат тој крцкав дел. Мајка ми во случајов би направила нешто од шекер, знам се правеше. Јас ќе искористам конфлекс за да ми крцка. Следно ќе искористам интегрални бисквити. Исто во друга кесичка. Само неколку. Многу ги сакам овие кесички со патент, многу се практични. И ако ви остане нешто, само го затварате, го чувате до следната употреба. И маршмело. Ќе ги ситнам, зашто се овие малку поголеми, а сакам да се појават како мали изненадувања внатре низ тортата и со нив ќе ја декорирам тортата. Нормално. Кој не знае да направи шлак, да не знае да направи фондан, ќе реди маршмело. Меѓутоа ви ветувам дека е исклучително вкусна. А како не би било кога ставивме многу убави состојки внатре. Ги префрлам во другата кисичка за да ги искористам понатака. Во рецептот. Останете со нас, можеби ќе завршиме денеска. Пандишпанот го направивме. Го оставивме потполно да се излади. Секогаш користете комплетно изладен пандишпан, бидејќи во кремот користиме многу путер и доколку пандишпанот ви е се уште топол, путерот ќе ви се разле и нема да може да направите убава торта. Јас ќе направам мини торта и ќе искористам една кутија која најдов дома, многу ми е симпатична и практична и ќе направам 3 различни кругови. Направив 3 кругови од пандишпан, кои ќе ги искористам за да ја исфилувам тортата. Не се грижате, како што ви ветувам секогаш дека нема да фрлам храна, ни ова нема да ја фрлам и веќе во следната епизода ќе ви покажам како да направите
преубави бомбици, искористувајќи го остатокот од тестата. Ето така. Ќе го зачувам. И ќе продолжам да ја направам мојата торта. 3 идентични кругови. Ќе го ставам првиот слој. Ќе ставам дарижливо крем. Првиот слој ќе ми биде маршмелоу. Да ме види мајка ми ќе ми каже, си игра кујна по дома, вака не се прави торта, ама и јас решив да се обидам дури на телевизија. Ставите го вториот пандишпан и ставете дарижливо крем. И третиот. Нормално заборавив. Си подготвив други топинзи. Корнфлекс. И со остатокот од кремот пробајте да ја исфилувате тортата. Јас многу се потрудив. Веројатно моите монтажери ќе го скратат ова во монтажа, меѓутоа ми треба околу 35 минути да дојде во оваа позиција тортата. Вие ако сте повешти, веројатно ќе ви треба помалку. Ја поминав целата со кремот. И на крај ќе додадам од сите топинци. Имам интегрални бисквити. Моите маршмелоус. Малку корнфлекс. И има малку сушена брусница. И вака изгледа мојата торта за во градинка, можеби, но ви ветувам дека е превкусна.
Обидете се, направете ја или направете други комбинации. Доколку сакате да ја направите оваа торта, секогаш можете да го направите тоа со неколку клика, намирниците да ги порачате од Пакет МК, а ние веќе се гледаме во следната епизода на Готвиме со Маја.